Меѓународен ден денеска е на младите, па сега не знам во која категорија да се ставам, во средни некои години. Рена, ќе ми помогнеш? Добро утро! Добро утро, Слободанче, до тебе. Добро утро, почитувани. Одлично сме ова утро, понеделнички, ве поздравуваме од центарот на Скопје. И точно така, денеска 12 август е меѓународниот ден на младите. Ова утро нашата екипа се наоѓа во Младинскиот национален совет на Македонија и зборуваме со Марина Ангелова, генерален секретар на Националниот младински совет на Македонија. Марина, добро утро. Нека е чести денешниот ден, денот на младите, 12 август, како млад човек и како генерален секретар на Младинскиот национален совет, што за вас значи овој ден? Кај нас во Националниот младински совет секој ден е ден на младите, тоа се подразбира, но на вистина ни представува чест кога словењето на младите и прославувањето на тоа што значи да се работи за млади можеме да го споделиме со сите останати, да ги вклучиме сите наши соработници и сите наши корисници во нашите активности преку организирање на најразлични настани кои што еве се надеваме дека би биле од корист на младите на малку по-долго. Денес вие имате настани, имате два настана, едниот е во Скопје во 10 часот, а другиот е во Охрид во 18:30. Да го најавиме настанот кој што е денеска, веднаш веќе вашите колеги отидоа да се подготвуваат во Рагуза. Значи, општините пријател на младите и младинско учество во фокусот. За каков настан станува збор? И за каков проект? Так, во изминатите скоро 2,5 години го спроведувавме проектот Општини инклузивни за млади. Тоа е проект финансиран од Европската унија, чија главна цел беше да ги поддржи општините и младинските организации кои што работат на локално ниво поактивно да ги вклучуваат младите во својата работа. Во рамки на проектот работевме со преку 16 младински организации на најразлични локални активности. Дополнително работевме со сите општини во спроведување на неколку истражувања како дел од овој проект е традиционално истражувањето за мониторинг на имплементација на Законот за младинско учество и младински политики, но и оно што е најиновативното и што ќе го промовираме денес е и индексот за вклученост на младите во работата на општините, кој што во последните 6 месеци го спроведувавме истражувањето преку теренски работници, вклучени се сите 80 општини во него и во принцип ја испитува инклузивноста на општините према млади во 4 категории, тоа се пристап до услуги, пристап до информации, пристап до можности за вклучување во креирање на политики или колку општините вложуваат во тоа да обезбедат учество на младите во креирање на политики и последното тоа што и за нас можеби е најважно, имплементацијата на Законот за младинско учество и младински политики. Убаво објаснивте, значи, за каков проект станува збор. Ова ќе биде завршна конференција. Може да ми каже само кој ќе учествува во проектот, односно кој ќе учествува денеска на настанот? Денес на настанот ќе дадеме можност да ги промовираат своите активности организациите кои што беа вклучени во проектот. Се работи за поголем број на локални младински организации кои што добија поддршка преку проектот. Ќе дадеме можност на службениците за млади од неколку општини да зборуваат за тоа која е нивната работа и со какви предизвици тие се соочуваат во својата работа и каква поддршка дополнително им е потребна. Ќе зборуваат представници на неколку општини за тоа како тие соработуваат со организациите и како тие ги вклучуваат младите. Дополнително ќе имаме обраќање и од Министерот за демографија, социјална политика и млади и други национални институции кои што се релевантни за младите и работат на тема на млади, како Националната агенција за образовни политики и други наши соработници. Имате и проект, односно настан вечерва во 18:30 заедно со председателката на Република Македонија во Вила Билјана. Да ми кажете само за каков настан станува збор? Веднаш од Рагуза заминувате таму. Тоа е во суштина е малку позатворен настан со помал број на луѓе со оглед на локацијата и каде што ќе се одржува. И ние
прв настан кој што го организираме со претседателката Силјановска. Станува збор за настан кој што ќе биде едноставно запознавање на претседателката и низиниот тим со младите и младинските организации кои што работат со нас и го користат овој простор кој што они ни го отстапуваат, и се надеваме дека од таму и ќе излезат неколку идеи за понатамошна соработка и за други активности кои би ги спроведувале заедно. Маријана, да споменеме некои тековни проекти на Националниот младински совет на Македонија и да најавиме некои проекти од септември. Ние како телевизија ве пратиме и ги промовираме вашите проекти, ама еве, бидејќи е таков денот, да ги споменеме. Националниот младински совет како една од главните активности или главната наша мисија е учеството на младите во креирањето на политики. Во таа насока и тековно го имплементираме овој проект, но и ќе продолжиме да работиме на вклучување на младите во креирањето на и локалните и националните политики преку младинските организации. Нормално, и вториот дел од она што го работиме, што е можеби и најголемата работа што ја работиме, е директната поддршка на млади, односно креирање на можности за млади. Во таа насока имаме и практикантска програма која што ќе се имплементира пак во наредните месеци. Имаме поддршка за младински организации кои што спроведуваат различни тренинзи и обуки за млади, и како главни мисии продолжуваат нашето застапување за имплементацијата на Националната стратегија за ментално здравје на млади и имплементацијата на Законот за младински политики и младинско учество заедно со Националната стратегија за млади, за која што соработуваме со повеќе општини. Во Националниот младински совет учествуваат поголем број на организации кои што ги опфаќаат младите. На која возраст може да бидат младите кои што да се вклучат во овие организации и каков е интересот? Најчесто она што законот предвидува млади е 15 до 29 години, но во организациите може да се вклучат сите кои што имаат интерес и желба да работат нешто поврзано со млади. Националниот младински совет како таков, во своето членство ние имаме само формална организација, имаме 51 организација, но сите наши организации членки имаат своји членови и во истите може да се вклучат сите заинтересирани. Како може младите да се информираат? Дали имате и каква ви е соработката со училиштата, со факултетите, можеби со работните организации каде што се вклучени младите на оваа возраст? Формално имаме соработка со повеќе од 40 средни училишта во Република Македонија и соработуваме со сите факултети. Во нашето членство се всушност вклучени студентските собранија, кои што ни се како алатка за поврзување на нашата организација со студентите на сите универзитети. Сите информации се достапни на нашата веб страна и сме прилично активни на социјалните медиуми, најмногу Инстаграм и ТикТок, каде што можете да најдете дополнителни информации. Достапни сте за младите, така. Дали имате, да кажам, порака некоја како млад човек, бидејќи денеска 12 август е меѓународниот ден на младите, порака до младите во нашата земја и до сите оние кои што не гледаат во моментот? За младите би рекла активно да се вклучат во сите општествени процеси, не само во оние политички процеси за кои што и ние работиме, но во сите општествени процеси и активно да се вклучуваат во младинските организации, бидејќи као човек што е вклучен во младинска организација од 15 години, можам да кажам дека е можност да се стекнат различни вештини кои што се корисни во било која професија. За сите останати кои гледаат и за сите представници, носители на одлуки, представници на институции, би побарала да дадат можност на младите да ги слушаат и активно да ги вклучуваат во секоја нивна работа. Се слушали гласот на младите? Истражувањата кажуваат дека делумно се слуша, има некое подобрување, особено со донесувањето на Законот за младинско учество и младински политики, во насока на слушање на младите, но во насока на ние го викаме суштинско вклучување, односно тоа што младите ќе го кажат да го видиме како реалност, малку заостануваме во тие процеси, но е нешто на кое што активно треба да се работи и исто треба да се работи на охрабрување на младите да се вклучат и на
едноставното и разбирање на како функционираат процесите и она активна комуникација двострана. Значи треба малку да бидете погласни, нели, во општеството. Дефинитивно треба да биде. Маријана, благодарам за разговорот. Посакувам уште еднаш да имате, да ви е среќен денешниот меѓународен ден на младите. Успешно да ги завршите двата настана. Едниот ќе се случува веќе за час и половина од сега во Рагуза, а другиот е вечера во Вила Билјана, заедно со претседателката на Република Македонија. Ви благодарам за учеството и се гледаме повторно да представиме некој нареден проект од септември. Се гледаме, ви благодарам на вас и дека е честит денот на млади на сите млади. Слободанка, ние се одјавуваме од овде, од Канцеларијата на Младинскиот национален совет на Македонија. Ако имаш некое дополнително прашање, да го поставам, ако не, се гледаме во телевизија. Треба да се најдеме таму каде што се младите.